Кандидатите за градоначалници влегуваат во последната седмица пред отварањето на гласачките кутии за првиот круг од гласањето на локалните избори в недела на 19 октомври. До сега слушнавме многу програми, многу ветувања, многу визии, но на прашањето подиректни прашања или колку тоа се е остварливо и не е само дел од предизборната кампања, ќе се обидеме да одговориме со дел од градоначалниците. Во студиото на А1 ОН поканивме повеќе имена, некои од нив го прифатија гостувањето. Денеска ја имаме кандидатката за градоначалник на град Скопје, Каја Шукова, од Социјалдемократскиот сојуз, од најголемата опозицијска партија. За жал, гостувањето на вашиот против кандидат од најголемата владеачка партија Оце Ѓоргиевски, ќе морам да кажам дека тој не го прифати гостувањето кај нас, така што нема да можеме да ги соочиме барем во оваа емисија ставовите. Каја Шукова, добар ден. Добар ден и благодарам за поканата. Јас секако го прифаќам секој медиум. Сметам дека граѓаните треба да дознаат која е нашата визија и кои се проектите со кои што ќе ги решиме нивните проблеми. Така и вам ви благодарам што го прифативте гостувањето, со оглед на тоа што оваа кампања не само за вас, туку и за останатите кандидати изгледа некако на социјалните мрежи многу динамична бидејќи се води на улица, се води пред камери во едно растрчување кон низ градот и ловење на проблемите, лоцирање каде се. Сега тоа е прилично симпатично и шармантно, меѓутоа еве како што имавме можност да зборуваме малку пред емисијата и со колешката, голема е недовербата на граѓаните, особено после овие 4 години минати на градот Скопје на кој како што целата јавност би се согласила, не се случи можеби една катаклизма на метрополата од сите аспекти и водењето. За жал, еве, вие сте една жена кандидатка, меѓу ретките жени кандидатки за градоначалник, со првата немавме многу среќа. И се надевам дека тоа нема да биде дел од она, ете сега повторно не би избрале жена, затоа што можноста и на вашиот минат труд претходно и тоа што имавме можност да го слушнеме во изминатиот период е нешто сосема поинако. Но велам за скептичноста на граѓаните и како нив да ги разобедиме дека можеме поинако. Ајде, имаме многу теми за зборување, ќе почнеме полека, ајде да одиме од она кој можеби една од најголемите болки на Скопје заедно со хигиената, собракајниот хаос, градежната мафија. Центар, посебно е нарекуван терен на градежната мафија, така може да го кажеме и досега, што според вас кога бевте и во Министерството за животна средина сте можеле да направите со ингеренциите од таму, да докажете дека вие како ќе докажете како градоначалник дека може да се стопира влијанието на не е тајна градежната мафија? Добро, само ќе ми дозволите на почетокот да се осврна малку на она што беше вашиот вовед. Така. Дека единствен критериум за избор на градоначалник секако не треба да биде дали е кандидатот маж или жена, бидејќи јас сметам дека секогаш станува збор за некои други критериуми кои што треба да ги гледат граѓаните, а тоа колку сте компетентни, колку навистина си го сакате градот, колку нудите реални проекти кои што за брзо време можат да ви дадат добри, ефикасни резултати, бидејќи ние во моментот се соочуваме со нефункционалност на системот за управување со градот Скопје, особено со комуналните дејности. Така да мислам, она што јас го ставив во програмата, а го работев заедно со тимот, е дека тоа се проекти кои што можат реално да се спроведат, брзо да се спроведат и да дадат ефикасни резултати во пократок временски рок. Иако има и долгорочни мерки, бидејќи ние треба да градиме одредени системи, особено во делот за управување со отпад. Така, ќе дојдеме и до тоа, нели? Апсолутно, да. Точно првото прашање се однесува на тоа, што може локалната власт, што може централната власт и колку заедно тие во взаемно делување, бидејќи често сме сведоци на што и да се случува, ингеренциите се префрлуваат вината, топката лета натаму и наваму и граѓаните остануваат во една конфузија кој е виновен, на крај излегува дека никој не е виновен. Еве Каја Шукова, кога би била градоначалник, на кој начин би се справила со големата болка, односно со градежната мафија, таму е многу горчив проблем. Да, зборувавме во неколку наврати на оваа тема. Прво и основно, секако мора да се донесе генералниот урбанистички план. Тој е процес кој што е почнат поодамна, доцни,
И сметам дека дел од студиите кои што се правени за планот најверојатно веќе ќе треба да се менуваат, односно да се ревидираат. Кога зборуваме за градот, треба да имаме визија како сакаме понатаму да се развива градот. Очигледно ова што го имаме сега е многу поразлично од пост-земјотресно Скопје, кога после 63-та година, после земјотресот, плановите на Кензо Танге оделе сосема во друга насока, поставиле добра визија за еден модерен град, меѓутоа, особено последните 20 на години, мислам дека преголемата урбанизација го направи своето. Имаме одредени делови на градот, особено северниот, каде што имаме поголема развиеност, така, а другиот дел кој што трпи се уште да има поурбан развој. Меѓутоа, сметам дека деталните урбанистички планови, кои што се носат согласно ГУП-от, знаеме дека голем дел од нив се прават со нарачка и мислам дека таа пракса треба да престане. Меѓутоа, и да имаме такви случаеви, кога ќе имате јавен документ, значи кога ќе можат да имаат пристап граѓаните, ама на вистински начин, да можат од самиот почеток до крајот на подготовката на ДУП-от, па и на ГУП-от, да го следат процесот, тогаш мислам дека ќе имаме поинакви ДУП-ови. Што тоа значи? Пред околу 5 години во Скопје е воспоставен систем Смарт Скопје, кој што меѓу другото ви нуди можност за дигитален процес на носење на урбанистичките планови. Значи, тие се многу едноставни алатки кои што им нудат на граѓаните да бидат во процесот од самиот почеток до крај. Многу од овие состојби може да се избегнат ако имаше јавност и транспарентност во носењето на деталните урбанистички планови. Сега не велам за сите, меѓутоа има некои кои што се специфични. И секако многу ќе беше поинаков процесот ако немаше изградба на диво градби, со кои што се бориме години наназад. Знаеме, веќе на 2 пати се носени закони за легализација на диво градбите. Од оние состојби што ги гледаме денеска, очигледно дека ќе се соочиме со еден сериозен проблем кој што ќе треба да биде дефинитивно под јавна ревизија. Мора да се види кој од објектите се до степен загрижувачки, бидејќи имате објекти диво изградени кај кои што не може да пристапи ниту возило на брза помош, ниту противпожарно возило. Не дај Боже да се случи било каква ситуација, може да замислите до какви размери може да дојде. Така, бевме свидоци сега, можеби во соседството во Албанија, каде што Еди Рама спроведе и голема акција каде на рушење на тие диво градби. Го чистеше јавниот простор. Едноставно го изчисти јавниот простор кој што е за пешаците и за велосипедистите, за граѓаните да можат да се движат слободно. Узурпиран беше јавниот простор. Мислам дека таквото нешто треба да се спроведе кај нас. Добро, доколку до тоа би дошло, да речеме ќе се издаде наредба и ќе се констатира транспарентно, како што велите, преку некаква алатка, дека тоа е диво градба и дека таа не треба да постои. Дали сметате дека тоа ќе биде лесно спроведливо понатака во системот, едносно кога ќе биде нешто очигледно и треба да се спроведе, каде ќе заглави проблемот? Како тука би настапила? Разбравме дека има проблем, бидејќи градот Скопје не може да руши. Не може да ги руши дивоградбите. Тоа е надлежност на општините. Ќе мора да се отвори еден процес и да се погледне законот за локална самоуправа. Јас тоа веќе во неколку наврати го зборувам, бидејќи и овие измени кои што беа направени од ВМРО-ДПМН во предизборието, да речеме, кои што не го видоа својот крај, мислам дека се козметички. Треба малку посериозно да се пристапи кон законот, ги гледаме кои се недостатоците во годиниве наназад. И мислам, ако сакаме да имаме сериозен систем за управување во локалната самоуправа и да имате, бидејќи Скопје е специфичен случај, имате град и имате 10 општини под градот. Градот има едни ингеренции, општините имаат други ингеренции. Мислам дека мора да настане усогласување, за да може да има и меѓу соработка и на хоризонтално и на вертикално ниво. Очигледно во моментов недостасува и тоа е според мене еден од проблемите зашто градот во моментов се наоѓа во ваква состојба. Ние 4 години не видовме соработка помеѓу градот и општините, односно помеѓу градоначалничката Арсовска и помеѓу градоначалниците на 10 скопски општини. Тоа е една само од причините зошто во ваква состојба ни се доведе градот. Тоа значи дека според мене мислам дека ќе мора сериозно да се отвори законот за локална самоуправа, не само со вакви мали измени кои што се во делот само како да се казни градоначалникот. Јас би се запрашала и за улогата на советите. Ние не можеме да дозволиме на 25 или 6 пати некои велат и повеќе една иста одлука да се става на совет и една иста одлука да не може да помине. Тука значи дека имаме сериозен проблем. Дали ќе имаме некој тело за надзор?
кој што ќе го контролира дали е погрешна одлуката или е погрешна се одлуките на советот. Значи не можеме да го трошиме времето и парите на граѓаните со една одлука која што не може на советот да помине повеќе од еднаш или два пати. Така и на крајот повторно граѓаните се жртви на тоа нефункционалност која некако ќе мора да и се стави крај. Добро, полека, ајде да се префрлиме на исто големиот проблем, нехигиената и урбаните комунални проблеми. Имавме малку можност пред емисијава и за тоа да проговориме. Тоа се запуштените паркови, улици на собрано ѓубре, па особено деновиве кога нешто се водат и некакви црни кампањи, гледаме дека и пред празни контейнери се остава ѓубрето само за да се потенцира и онака лошата ситуација. Што не е апсолутно добра пракса. Да. Така, значи, еве, вашиот против кандидат вели ке за 72 часа ќе го исчисти градот. Еве, вие за колку часа или каков е вашиот план да се исчисти градот? Ба не знам, јас мислам дека мојот против кандидат имаше, направивме на груба проценка, мислам дека некаде околу 35.000 часа да исчисти кисела вода. А ја гледаме како изгледа кисела вода. И она што се зборуваше дека не можат градоначалниците да земат во своји раце дел од расчистувањето на отпадот во нивните општини, се покажа дека не е точно, бидејќи гледаме Горан Герасимовски што прави во општина Центар. Им пристапи на граѓаните и секако тоа е делум, не може целосно да се справи со тој проблем, бидејќи не е ингеренција на општината, туку е на градот Скопје, така јавна комунална хигиена, што значи дека може да се помогне. Дури и општините во вакви состојби треба да излезат во пресрет на граѓаните и да им дадат услугата која што не им ја дава градот. Според мене градот не може да се исчисти за 72 часа, тоа се 3 дена. Мислам дека тоа е далеко од реалност. Секако дека ќе треба подолг временски период, мора да се почне сериозно прво од главните коридори или од булеварите, иако гледам дека само и таму нешто се прави сега во изминативе неколку месеци. Најголем проблем ќе биде во споредните улици, бидејќи таму е наталожен отпад. Еве јас таму каде што живеам, нас отпадот не го подигнаа после 14 дена. 2 недели не беше подигнат отпадот, а претходно го подигаа 2 пати или 3 пати неделно. Што значи дека таму сериозно има проблем. Значи мора да се направи една реорганизација во работата на комунална хигиена. Информациите кои што ги добиваме се многу лоши. Покрај долговите, сите јавни предпријатија во Скопје се соочуваат со долгови кои што се бројат во милиони евра. Таму имате проблем, бидејќи и опремата со која што работи комунална хигиена е во дотрајана состојба. За 4 години не се набави ништо ново. Ниту канти, ниту контейнери, ниту нови камиони. И заради тоа, после 4 години доаѓаме во ваква една состојба. Последните се набавени во времето на Петре Шилегов. Таа е опрема што ја користите секојдневно и морате да ја обновувате. Заради тоа имаме сличен проблем и со јавниот превоз, бидејќи немаме нови автобуси во ЈСП и да не набројуваме во сите сектори кои што даваат услуги на граѓаните. Што значи дека таму сериозно ќе треба во неколку насоки да има интервенција. Јас зборувам дека... Дали сметате дека клучниот проблем е во кадровскиот потенцијал, во инвестициите, во негрижата кадар? Јас би рекла дека е во доброто управување. Вие морате да воспоставите систем кој што ќе биде одржлив и систем на одговорност, а зошто да не и награда? Затоа што има и вредни работници кои што навистина вработени, кои што се во комунална хигиена, кои што навистина се извршуваат својата работна задача. Меѓутоа многу често сме сведоци, ги гледаме по улиците колку е тоа често знае да биде, да речам, неодговорно. Знаете како, ајде да збориме од хигиенски аспект. Јас не паметам дека во последниве неколку месеци сум видела контейнер во градот Скопје кој што е чист. Значи не е само да го подигнете отпадот, да го ставите во камионот, многу често остануваат остатоци околу контейнерите. Тоа е неодговорно подигање на отпад. Да не се исчистат контейнерите, тоа е тотално нехигиенски и против здравјето на граѓаните. Значи има неколку сегменти за кои што мора да се разговара со луѓето, мора да им се објасни дека мора да почнат малку поинаку да функционираат. И за тоа велам, одговорност, а за оние кои што навистина се извршуваат работата како што треба, ќе има и награда. Добре, можете ли барем да дадете некаква проекција? Ете, нормално рековме дека можеби 72 часа не се точната
точниот термин во кој тоа би можело да се случи. Се шегувам, нормално зборуваме во 21 век за држави каде што отпадот се рециклира, од него се произведува и некаква корисна енергија. Ние зборуваме само за чистење на улиците. Реално во вашата програма, вашите проекции за тоа, доколку почне да се делува утре, што би се рекло, до кога би можеле да стигнеме барем до некаква минимална европско управување со отпадот? Јас велам, ке мора да почнеме да го чистиме, секако 72 часа, рековме дека се малку, ке треба најмалку неколку месеци секако за да го доведеме во некаков ред собирањето на отпадот. Меѓутоа, ние паралелно мора да почнеме да работиме на современ систем. Јас велам одржлив систем за управување со отпад, што подразбира селекција на отпадот, негова реупотреба и она конечно што не може да се преработи, да се реупотреби, тоа да се депонира на Дрисла. Неколку паралелни процеси ќе мора да се имплементираат. Првото е чистењето на градот и чистењето на дивите депонии, да не заборавиме. Видовме вардариште и во летен период како ги зголеми концентрациите на PM частичките во воздухот и тоа директно влие врз здравјето на граѓаните. Значи, редовно чистење, собирање на комуналниот отпад. Второ, воспоставување на систем со селекција, реупотреба и помали количини на отпад. Отпадот е ресурс. Ние мораме да ми објасниме на граѓаните и повеќе да ги комуницираме и да им кажеме дека отпадот може да се преработи. Така развиените градови во светот стигнуваат до нула отпад. Тоа не може да се направи за една година и за две. Тешко се прави и за еден 4-годишен мандат. Меѓутоа, во блиска иднина можеме да стигнеме и до таков систем. Ама ќе мора да набавиме и нова опрема за селекција на отпад, бидејќи не можете во една канта или во еден контейнер да го ставате и селектираниот отпад, да им направиме распоред мотивација на граѓаните некаква за апсолутно, да ќе стигнеме до тоа. Да им направите распоред на граѓаните. Кој ден каков тип на отпад ќе го соберете, бидејќи не се истите камиони. Така, едните се камиони за комуналниот смет, кој што е многу повалкан, другото е за сметот кој што е селектиран, каде што имате значи имате пластични шишини, имате алуминиум, имате хартија, пошто може да имате и стакло, се што може да се реупотреби. Затоа велам, неколку паралелни акции ќе мора да одат и секако Дрисла да не ја заборавиме. Дрисла сметам дека не се управува соодветно во моментот, бидејќи немате добра дегасификација. Што значи тоа? Се создава метан, нормално е, народно кажано, отпадот работи и создава гасови, кои што кога ќе дојдат во допир и со кислород и со влага, имаме само запалување на отпадот. Значи мора добра дегасификација да има, да се собере конечно исцедокот од Дрисла. Голем дел од исцедокот сега оди во почвата и во водните тела околу Дрисла. А за тоа што е потребно? За тоа е потребен систем, си постои. Значи тие се познати пракси секаде и во Европа и во светот. Тоа не е ништо премногу комплицирано. Значи, вие, вака хипотетички зборуваме да биде поедноставно на граѓаните. Вие имате одредена површина, која што во моментов ја работите, значи каде што депонирате на отпад. Дрисла има голема површина. Ќе отворите нова келија, се вика тоа, бидејќи во принцип така треба да се оперираат депониите. Една келија отварате, значи депонијата е од 10 келии. Една келија работите, другите чекаат за во иднина да ги оперирате. Во таа келија правите депонирање на отпад по сите стандарди, со заштитни фолии. Значи, тоа се посебни методи кои што се општо признати, чинат пари, меѓутоа се во интерес на заштита и на животната средина и на здравјето на граѓаните. Значи, за Дрисла, она што го имаме, времено да го санираме, јас верувам дека треба да се отвори нова келија во Дрисла, која што ќе биде по сите стандарди, сето дека не стигне проектот кој што треба да се финансира со пари од Европската Унија, бидејќи почнате процесот, и тоа гледам дека никој не го споменува. Почнате процес, треба да се направи нова физибилити студија за Скопскиот регион, не само за Скопје. Бидејќи голем дел од општините околу, иако имаат своји општински депонии, знаат дел од отпадот да го донесат на Дрисла. Значи, Дрисла треба да биде централна депонија за Скопскиот регион. Да се направи студија со која што ќе се утврди каде ќе има претоварни станици, а по првичните студии кои што се направени пред некоја година останува вардариште и на кој начин ќе се оперира Дрисла. Тоа е современ систем, граѓаните не треба да се плашат, значи нема да имаме камиони кои што врват по улиците и позади себе оставаат исцедок или им паѓа отпадот.
и тоа ќе бидат секако претоварни станици каде што ќе имаме селекција, реупотреба и оние количини на отпад кои што не може да се реупотребат, финално ќе ги носиме на Дрисла. Така, добро, тука секако има уште многу има да се зборува, има многу да се зборува, да. Особено после откако бевме свидоци на оние страшни состојби со палењето на вардаришта, но нели да оставиме нешто и на делувањето после изборот на кој и да му се паднат ингеренциите. Сега, ајде да се префрлиме малку на она грижа за бездомните кучиња, за милениците, многу ми навелат и во центар дека е честа појава и од овие кои се ги шетаат своите миленици дека оставаат за себе, не знам, измајат од нив, дека не го менаџираат тоа како што треба. Бездомните кучиња веќе да не зборуваме, дека можеби последниве исто така ќе речам за жал 4 години без никаква контрола. Глутници кучиња, не знам колку често имаше случаи на напади и така натаму, дури дотиде до таму да се создаде една, нели да речам, голема отпорно на граѓаните, па да дојде и до некои немили настани. Што правиме со стационарите, со управување со бездомните кучиња и милениците? Добро, во моментот ја имаме лајка. И јас никогаш во ниту еден момент не реков дека лајка не работи како што треба. Јас сметам дека они во рамките на можностите што ги имаат, дека работат добро, меѓутоа лајка има мал капацитет. И очигледно тоа не е доволно за Скопје, бидејќи особено во изминатите, да речеме 7-8 години, многу се намножија кучињата во Скопје. Дури и Петра Шилегов, кога беше градоначалник, во еден наврат разговаравме, бидејќи јас тогаш бев државен секретар за животна средина, дека треба да се отвори поголем стационар во Скопје. Јас дури велам дека можеби треба да одиме и на стационар кој што ќе биде на државно ниво, да биде во близината на Скопје, бидејќи знаете како, вие можеби ќе згрижите голем дел од кучињата во Скопје и потоа ќе почнете да ги добивате кучињата од другите градови. Таа пракса, за жал, ја гледаме со години назад. Многу е нехумано, неубаво. А кој ги мигрира и го прави тоа? Миграцијата си ја прават општинските служби. Од една општина, за жал, во комбиња, многу брутално кажано, ги товараат кучињата и ги носат од една општина во друга општина. Со значи дека овој проблем исто мора системски да се решава со сериозно поголем капацитет. Мораме да зборуваме и за чипирање. Тоа многу малку функционира во државата, бидејќи голем дел од уличните кучиња се поранешни домашни миленици. Нема одговорност. Знаете, ако го чипирате кучето од самиот почеток и ако имате дигитален систем на следење, оној кој што не може веќе да го чува својот домашен миленик, подобро е за тоа да информира. Така. Дали ќе биде тоа во лајка или ќе биде утре во некој друг стационар, меѓутоа да не го пушти своето куче на улица. Има начини на вдомување. Тоа го прави и лајка, го прават и голем дел невладени организации кои што велат дека го прават тоа секако успешно, меѓутоа нема организиран систем и они бараат да тоа биде организирано, да има листи каде што ќе има каков тип на кучиња имаме по улиците, има некои што може да се вдомат, има некои кои што не може да се вдомат, едноставно треба да бидат во стационар додека им е животниот век. Значи, чипирањето мора да се, и тоа кажува дека има недостатоци во законската регулатива, тоа прашање исто така ќе мора да се отвори. Повеќе стерилизација и поголеми капацитети за да може да тоа не е законски уредено, сакате да кажете според правилата на делумно е, не, меѓутоа велат дека има недостатоци во системот и токму поради тоа немаме контрола дали секој оној кој што чува миленик навистина го чипирал својот миленик и дека во тој дел ќе мора да се отвори една јавна дебата и да се направи унапредување на законот, ама ќе кажуваат тие се чекорите што треба да се спроведат. Значи чипирањето мора да дојде на едно повисоко ниво, стерилизацијата ја прави сега лајка, меѓутоа треба поголем капацитет, вакцинацијата секако и на домашните миленици и на уличните, така да има и тоа е сериозен проблем кој што мора да се решава. Да, и ова е интересно што го напоминавте тоа, како да речам, подметнување од општина кон општина на тоа се случува редовно, редовно. Јас сум била сведок кога буквално се отвара комбе и излегуваат од комбето 15-20 кучиња кои што се донесени очигледно од друга општина. Јас сум го видела тоа со своји очи. Добро, веројатно тоа ќе треба некако законска регулатива и да следуваат казни за тоа. Тогаш ќе имате
малку подобра контрола, знаете. И тој процес може да се дигитализира. Јас велам, ние ако сакаме подобро управување со градот, ние мораме голем дел од процесите да ги дигитализираме. А имаме алатка, Смарт Скопје постои, поставена е мрежата. Со Смарт Скопје во моментов, значи во изминативе 4 години, тоа е единствената функција која што е воспоставена пред точно 5 години и се спроведуваше и во овие 4 години. Единствено нешто добро што се спроведуваше, а воспоставено од Петре Шилегов, е осветлувањето во Скопје на главните булевари. Проценките покажуваат дека 80% заштеда има со овој начин на следење и осветлување на градот. Може да замислите што ќе биде тоа ако успееме да го спроведеме сега по сите општини, односно по уличките и по малата. Тој систем ви овозможува дури повеќе светло на пешачките премини, повеќе светло на раскрсниците. Значи појака јачина на светлото. Значи ви дава многу можности и жално е што 4 години тој систем така стои, а ви нуди можност и за паркирање, и за јавен превоз. Да знаете, да речеме каде имате слободни паркинг места во Скопје по која цена ви чинат. Тоа го нуди како алатка, тие се апликации. За она што ви треба, се симнувате апликација, системот ви дава информации. Жално е што многу работи што биле направени пред 4 години, во овие 4 години се замрени и не се користат, а можат да им дадат одлична услуга на граѓаните. Штетата е уште поголема бидејќи станува збор за средства од граѓаните кои се напренасочени таму, но сите се средства на граѓаните, тоа не смееме да го заборавиме. Да. Сите се средства на граѓаните. Така е. Сега веќе кога ги спомнавме и осветлувањето на раскрсниците, ќе дојдеме до исто таа една тема која е голем проблем, тоа е со јавниот превоз, сообраќајниот хаос во Скопје. Вие нудите решение, поточно тоа е исто продолжение на една идеја која беше на Петра Шилегов за системот БРТ и така што има. Ајде уште еднаш да повториме дали може и за колку време може БРТ да се. Затоа што веќе тука на вистина како што зборуваме за сите овие прашања кои се го учливи за метрополата и дојде во една страутна ситуација во последниве години, се чини граѓаните веќе немаат трпение, можеби од таму е таа скептичност дали може подобро, притискаат времето ќе ве притиска и ќе треба да бидат одговорноста ќе биде голема, резултатите да се бидат брзи. Сообраќајот на вистина ќе го изискува тоа. Хигиената и сообраќајот веројатно најмногу. Да, секако. Кои тие се поврзани на следната тема која ќе одиме на чистиот воздух. Па тоа е третиот приоритет. Да. Впрочем, тоа се и приоритетите во мојата програма и сега да ги кажувам дека најголемата енергија и средства ќе треба да се насочат на овие приоритети. Тоа е јавниот превоз, односно БРТ и новите еколошки автобуси. Второто е системот за управување со отпад и третото е да се намали загадувањето на воздухот. Да се вратиме на јавниот превоз. Идејата за БРТ е одамнешна, знаете, од повеќе од 5 години веќе. За спроведување на БРТ прво имаме готов проект за линијата исток-запад, односно имаме за линијата која што е 13 км долга и да се движи од Ѓорче Петров до Новорисичев аеродром. Значи имаме готов проект, имаме обезбедени пари кои што стојат во Европска банка за обнова и развој, тоа се 40 милиони евра кои што не се условени од ништо, единствено да спроведете тендер, да изберете изведувач и да почнете да го реализирате. Значи 13 км долга траса со 21 нова постројка и со околу 30 нови еколошки автобуси кои што ќе се движат на кратки интервали, значи на неколку минути. Некако сега на 15-20 минути, а во некои случаеви и на подолго време. И може да превезат 65.000 патници на ден, што е, според мене, изводерна бројка. Може да се распише јавната набавка веднаш, крајот на 27-ма, почетокот на 28-ма година може да биде готова првата линија. Паралелно додека ја градите првата линија, го правите решението за втората линија, односно за север-југ. Таму има веќе направено некакво решение, меѓутоа не било дозавршено. Таму има обезбедени 30 милиони евра кои што се условно обезбедени, тоа значи да се најде прво оптималното решение, па потоа ќе се ослободат средствата и ќе може да се користат. Паралелно на овие две линии кои што ќе бидат главни во Скопје, секако нови еколошки автобуси, ги гледаме овие што ги имаме во моментот во каква состојба се, и тие фактички од секаде, од сите делови на Скопје ќе ги ранат со патници, народно кажано, ќе ги ранат овие линии, премостувањето на патниците од еден до друг автобус фактички ќе оди преку овие
две линии. Сигурно сте направила, се извинам, добра проценка околу тоа колку за овој систем, за спроведување на овој систем, ќе треба да се одзема од по булеварите да зеленилото кое е на средина, и дали проценката дека тоа е помала штета отколку бенефитот што ќе се добие со воведување на овој систем. Секако дека е помала штетата и тоа што ќе биде отстрането, да речеме, од средината на булеварите, ќе биде засадено на друго место. И пред 5 години е направена проценка и анализа колку дрвната маса ќе се отстрани и каде треба повторно да се засади. Така да мислам дека ништо од тоа нема да биде трајно уништено, туку само ќе се најде ново место, меѓутоа ќе добиеме еден систем кој што јас се надевам ќе ги одврати граѓаните секој сам во возилото да оди до своето работно место или по било која друга обврска, бидејќи кога граѓанинот ќе има убав јавен транспорт, нема да има потреба да го користи своето возило. А денеска најголем дел од граѓаните заради тоа што јавниот транспорт е во таква состојба каква што е, си велат не сакам да влезам во ваков градски автобус. Заради тоа што јас се возам со градскиот автобус и гледам во каква состојба. Да, не Ајде за на моменти е градски линии, не безбедно, сосема не безбедно. Многу доцни, не знаете дали ќе стигнете на време. Сервисирање на автобусите си многу често сме слушали тоа колку стануваат во дефект, колку возачите се незадоволни, тоа што прават. За случаи запалување на еден-два автобуси, тоа е сериозно небезбедно и морам да кажам уште нешто, сакам да кажам дека колку и ВМРО помине години ве наназад да велеа БРТ системот не е добар како проект, не е добар проект. Јас изминативе неколку дена слушам конечно дека БРТ системот сепак требало да се спроведе во Скопје и многу ме радува што конечно ја прифатија оваа идеја дека ова е најбрзиот начин каде што имате готов проект и обезбедени пари да им дадете добра услуга на граѓаните преку нов систем за јавен превоз. Да, особено ако е обезбеден буџетот за тоа зашто би се правила блокада. Да. Сега, значи, изборуваме парцијално за проблемите. Како планирате да ги поврзате сите овие проблеми во една стратегија што навистина ќе ја подобри животната средина и урбаниот живот, а не само да го собираме како поединечни проекти? Како да ги интегрираме сите овие за да добиеме таа широката визија за Скопје? Дека таму некаде, како што според сите оваа динамика што спомнавме, можеби за некои 2 години надосна и би видела еден малку поинаков град, еден европски град. Да, би виделе резултати ако само паралелно и синхронизирано ги имплементираме овие проекти, значи во неколку области. Значи за мене 3 се приоритета и пред малку ви ги споменав. Воздухот, отпадот и јавниот транспорт. Тие се 3 работи кои што ќе мора да паралелно да се одвиваат и сите ќе влијаат, ако спроведете добри мерки и активности, сите ќе влијаат на намалување на загадувањето на воздухот. Бидејќи отпадот е исто така еден од сериозните загадувачи на воздухот, бидејќи горењето на отпадот создава и органски материи, тоа мислам и дека досега не сум го спомнала, тоа се така наречени диоксини и фурани, тоа се органски материи кои што делуваат канцерогено на белите дробови, односно на здравјето на граѓаните. И ние што помалку палење на отпад, тоа е подобро и во интерес на граѓаните. Значи не е само што ќе го осетите мирисот, не е само што ќе имате PM честички во воздухот, се ослободуваат и органски материи кои што се сериозно канцерогени. Намалување на загадувањето преку промена на системот за затоплување и во јавните објекти, секако и во домаќинствата, субвенции ќе мора да има, да се помогне на граѓаните, меѓутоа јас планирам во програмата и субвенции за приклучување кон парно грејење. Голем дел од граѓаните на Скопје користеа топлинска енергија преку парното грејење. Така се затоплуваа. Да. Голем дел од нив се исклучија. Значи ќе мора да се седне конечно да се направи една добра анализа. Знам дека има и за и против. Зошто дел од нив се исклучија, зошто дел од нив не се исклучија, меѓутоа сметам дека тоа е еден од подобрите и поеколошките начини на затоплување и дека голем дел од граѓаните, откако ќе им помогнете, повторно ќе се вратат на парното грејење. Сметате како оние субвенции кои беа за времето на Петре Шлегов за клима и ветар беа Тоа меѓу другото секако набавка на еколошки системи за затоплување да се елиминираат нееколошките системи за затоплување. Јас имам и една мерка која што мислам дека ќе даде добар резултат во програмата, тоа е набавка на филтри на оџаците на домаќинствата. И тоа да ги набави градот, а бесплатни да бидат за граѓаните. Бидејќи, ако го исчистите оџакот, тоа се правеше пред 5-6 години. Чистењето на оџаците многу ги намалува PM частичките во воздухот.
Ако ги изчистите на оџаците на домаќинствата и ставите филтер кој што ќе ги задржува PM частичките, вие навистина имате ефикасна мерка која што мислам дека ќе го намали загадувањето. Тие не чинат многу пари и јас проценката е дека од, да речеме, околу 5000 домаќинства можат и на годишно ниво да добијат такви филтри, бидејќи тоа е сепак сериозна акција. На 5000 домаќинства да ги изчистите оџаците и да поставите филтри, сепак е многу работа. Меѓутоа мислам дека секоја година по неколку илјади и до крајот на мандатот мислам дека ќе можеме да опфатиме сериозна бројка на домаќинства, додека не го променат системот на затоплување, барем PM частичките да не излегуваат во воздухот. Добро, но што правиме и натаму со оние големи загадувачи? Вие со толку многу искуство од Министерството за животна средина досега, како се справувате? Што вие тогаш некако градоначалник, значи во својство на министар и на раководно лице во Министерството за животна средина, што конкретно направивте и што можевте да направите за да имаме видливи резултати со воздухот? Во еден период тоа се отпишуваше на пандемијата дека воздухот се исчисти можеби заради не толку голема циркулација и активности, меѓутоа можеби и дадоа некои мерки и дадоа резултат. Еве, кој е вашиот став? Така, сакам да им објаснам на граѓаните, оваа тема се отвара многу пати, особено мојата улога како министер, иако мандатот беше краток. Имаме централна и локална власт и имаме тела за контрола и надзор. Централната власт креира политики, носи стратегии, планови во кои што детерминира мерки, меѓу другото и како треба да се намали загадувањето на воздухот и носи закони. Локалната самоуправа е таа која што треба да ги спроведува законите. Особено во животната средина, ингеренциите и за мерки за воздухот, и за отпадот, и за водите. Комуналниот ред, хигиена, се е на локалната самоуправа. Факт е дека годиниве наназад се соочуваме со слаби капацитети на единиците на локална самоуправа и дека се уште многу зависат од централните мерки. Што можевме ние како влада, што го правевме 7 години, е да креираме програми, конкретни програми кои што ќе помогнат на општините. 3 години поред, да речеме, се спроведуваше програма за замена на нееколошките системи за затоплување. Тоа беше 19, 20 и 21 година, кој што дадоа убави резултати. И тоа го правевме на ниво на државата. Општините требаше да аплицираат со готови проекти за замена на нееколошки систем во јавните објекти, со нееколошки систем со еколошки, или енергетска ефикасност на објекти, замена на врати и прозорци и останато, за да им бидат поенергетски објектите. На таков начин државата може да им помогне. Има еден исто така многу добар проект кој што според мене многу ми е жал што не доживеа се уште втора фаза. Тоа е проектот ЕУ за чист воздух. Тој беше проект со 10 милиони евра кој што спроведе сет на мерки, интегриран сет на мерки и мислам дека сите проекти така треба да се спроведуваат и во Скопје и пошироко во државата. Во исто време, набавка на еколошки автобуси до Скопје, тие се последните 6 автобуси кои што ги доби градот Скопје на газ што возат, кои што оваа година излегоа на скопските улици, а набавката почна некаде почетокот на 24-та година, јас се уште бев министер. Втората мерка беше нови зелени површини и се спроведуваше само во 4 града во државата, еден беше Скопје. Третата мерка беше замена на нееколошки системи за затоплување. И кога вие имате вака паралелно неколку мерки кои што истовремено се спроведуваат, на крајот можете да имате резултат. Државата може финансиски да помогне, меѓутоа реалната имплементација мора да дојде од општините. И јас сега слушам често, ама кога беше министер многу малку направи. Не, ние отворивме процеси, донесовме многу нови проекти, многу нови средства и според мене парите треба да доаѓаат од Европската унија. Не треба да се заемуваме нити од Унгарија, нити од други извори каде што немаме контрола на трошењето на парите. Кај ЕУ парите имате сериозна контрола и точно се знае секој евро каде се троши. И донесовме такви проекти кои што ги спроведувавме во соработка со општините. Меѓутоа, главната улога е нивната. Ме разбирате, општините се тие кои што мора да ги заакнат своите капацитети за да можат да спроведуваат ваков тип на проекти. Бидејќи имате и помали општини кои што тоа тешко го прават, мора да постои сериозно меѓуопштинската соработка. Значи доле на хоризонтално ниво да се здружат општините,
Бидејќи не можеме да очекуваме секоја општина дека ќе има комунален инспектор, градежен инспектор, инспектор за труд или инспектор за пазарен инспектор или што и да е. Кога ќе се здружат неколку општини, кои ќе почнат да си помагаат помеѓу себе, мислам дека ќе има напредок и ќе има зајакнување на капацитетите на единиците на локална самоуправа. Така, сега Скопје, нашето Скопје, нашиот дом, како што е вашиот слоган, е град на солидарноста, град кој има еден поинаков имидж во светот од тоа кое ние граѓаните на Скопје го живееме денес. Ако се согласувате. Инак, што се оние мерки на инклузивност на граѓаните, на оние лица кои немаат пристап и постојано се зборува за тоа тоа како граѓани на плаќаат данок, но немаат пристап до основните институции или основните паркови и така натаму. Значи, што правиме со инклузивноста и што правиме нормално со културата, која исто така во минативе 4 години сериозно замре од она што беше поддршка на градот, на град Скопје. Замајќи предвид дека Скопје треба да биде град на културата 2028 тоа веќе сака да стигнеме до таму и тоа е веќе многу сериозен проблем. Да. Бидејќи таква можност се добива многу ретко, ние знаеме тие што се упатени колку тоа многу голем ќе биде бенефитот за една метропола, како што досега градовите која има оваа можност. Што ќе правиме со тоа ЕВА 2028? Што правиме со културата, со инклузивноста? Да, многу се жалат во делот на културата и културните работници, а секако и независната културна сцена, бидејќи и нејзи е многу ограничен просторот во овие 4 години да работи во градот. Имаме еден позитивен пример, тоа е Јадро, кој што имат еден одличен простор, јас бев го посетив, меѓутоа велат младите сакаат да работат, независните уметници сакаат да работат, дајте ни повеќе простор во градот. Они имаат точно детерминирани локации каде што ми можеле да го оплеменат просторот и да имаат и отворена сцена. Имаат утврдено и локации каде што градот има своји објекти кои што не ги користи сериозно, како Младинскиот културен центар, како Кочорацин или стариот дом на градежници. Значи имате многу објекти каде што може да имате сериозно активности во делот на културата. Скопско културно лето го нема. Мислам, тоа беше нешто што го чекаа граѓаните секое лето, така? Бидејќи вие така на годишен одмор одите 10-15 дена, меѓутоа остатокот од времето сте најголемиот дел сте тука во Скопје и сакате да имате убава забава во летниот период. Така да ќе треба таму многу напори и енергија и имаме предвидени. Така, го спомнавте Младинскиот културен центар, тој исто така беше мета на многу припукнувања, на некакви ајде да не употребиме посериозни зборови, нели? Ден денеска има проблем и со буџетот и проблем со функционалноста и така натаму, така што во културата тоа е навистина сериозен проблем и е заглавено таму. Дали имате план, меѓу другото, сега не знам дали е во вашата програма, конкретно за престолнина, Европска престолнина на културата? Многу ми нас зборуваат како ние воопшто ќе се наречеме престолнина, уште помалку на културата. Затоа и одеа во таа насока овие прашања, која е проекцијата и динамиката на времето, дали еве да речеме до 2028 година барем ќе имаме чист град во кој ќе бидат лоцирани оние активности кои ќе треба да се спроведат, барем достоинствено тоа да изгледа. Имавме можност сега нели за онаа младинска олимпијада што се одржуваше во Скопје. Да, тогаш видовме како не се покажавме. И како тоа ние не се покажавме, за среќа стануваше збор за многу млади луѓе за кои велат дека биле многу задоволни барем од тоа. Малоста сама по себе задоволна кога дружењето и така е убава сама по себе. И тука малку се извадивме така што тоа некако не заврши толку несреќно, иако беше за приличен срам тоа што можевме да го видиме. Еве конкретно од програмата, еве јас ја носам секогаш со себе програмата, кога зборуваме за културата, секако има сет на мерки кои што се на краток, на среден и на долг рок и што се во делот на заштита и промоција на културното наследство. Тоа тука зборуваме и за старата скопска чаршија, зборуваме и за калето, значи сите она што сме го наследили и треба да си го одржуваме. Потоа имаме, да речеме, програма за поддршка на традиционалните занаети и вештини, организирање на фестивали и настани. Изминативе 4 години ниту еден конкурс на градот Скопје во делот на културата не се реализираше. Имаше повици, аплицира културните работници, меѓутоа за жал ниедна од програмите не се реализираше. Тоа мора да се врати назад и така полека ќе се заживее културната сцена. Вториот сегмент е секако современата културна сцена.
Тука имате поддршка на локалните уметници, организирање на улични фестивали, имате создавање на платформа за промоција на локална уметност, 100 нови мурали во Скопје. Знаете, јас и на почетокот на кампањата, првата средба која што имав на градскиот плоштад со неколку граѓани и една фина госпоѓа која што живее на самиот градски плоштад, ми рече: "Леле, молам, вратете ја убавината на плоштадот." Тоа не значи да земеме да рушиме, иако Скопје 2014 тоа не е тема која што ни остави да, сериозно добар белек на градот, меѓутоа дајте барем да го направиме поубав просторот. Велат сив е плоштадот. Дајте ни малку боја, ни треба малку разиграност. Знаете, луѓето некако уморени се од цивилото, уморени се од ѓубрето, уморени се од она што не функционира во градот, сакаат да им биде убаво. Впрочем, како јас и вие, така и сите останати граѓани на Скопје. Така да има сет на мерки кои што треба да ја подигнат културната сцена во градот, за да не се обрукаме во 2028 година. Земете ја пример универзалната сала. Година и пол од кога е превземена власта од ВМРО-ДПМН, ништо не се прави за универзалната сала. Ајде, рекоа, ќе ја провериме документацијата, ќе видиме што се случувало. Мене не ми е јасно колку време треба да се проверува документација и да се гледа што се случува. Сега ќе поминат и локалните избори, ќе помине преку 16-17 месеци. Тоа е премногу време да изгубите за еден таков објект кој што е во моментов, како да речам, болна рана на скопјани, заради тоа што скопјани си ја сакаат универзална сала. Апсолутно, ние немаме концертна сала, значи спортската сала не е решение, таа е сега привремено. Затоа планираме и конгресен центар кој што треба да биде на периферијата на Газибаба, значи на периферијата понадвор од градот, да не прави метеж во градот. Нас ни треба еден конгресен центар и саемски простор кој што го имавме, меѓутоа се случи тоа што се случи и тој треба да биде со капацитет околу 3000 посетители, значи нас ни требаат манифестации од таков тип за да привлечеме што повеќе да зголемиме и економскиот бенефит, да речеме, на градот, да донесеме повеќе туристи, да се ставиме конечно на мапата на конгресните центри во регионот. Ние во моментов немаме капацитет, освен она што се организира во Борис Трајковски, која што е спортска сала, и мислам дека тоа треба да биде намената, а не да изигрува на еден начин конгресен центар. Така да, далеко од тоа дека успеавме да ги iscrpиме тимите се уште далеко подлабоки. Еве за крај, кажеш Шукова, дали вие ќе бидете политички независна во вашето одлучување, иако доаѓате со силна поддршка од вашата партија? Да, јас тоа го зборувам од самиот почеток, дека политичките интереси треба да излезат од градот. Дека треба повеќе професионалци, кои што се докажале во своите области, да дојдат и да ги управуваат јавните предпријатија во Скопје, за да, бидејќи тие кои што имаат сериозно познавање во областите во кои што работеле 10, 15, па можеби 20 години, можеби и повеќе, еве да речеме јас имам и повеќе искуство, да воспостават систем со кој што ќе ги профункционираат јавните предпријатија и ќе дадат сериозна услуга на граѓаните. Така да јас нема да бидам поборник од тие кои што по секоја цена мора да бидат кадри на СДСМ или коалиционите партнери на челните места во градот. Мислам дека треба пред се да работиме со професионалци. Интересот на граѓаните треба да ни биде пред се и не интересот на политичките партии. Така ви благодарам многу за гостувањето. Со среќа на избори. Да, ви благодарам и на вас на можноста.